Па, за жал, тука е и другиот проблем на она што го нарекувавме уште 2015 заробена држава, што никако да се ослободи, бидејќи институциите се повеќе подлегнуваат под партискиот притисок и партизацијата генерално, и што невозможува нормална комуникација во прво ниво и со граѓаните и со граѓанските организации, камо ли па соработка или менување на работите на подобро. Кој го споменавте, ова со уставните измени кои потекнува од ланскиот француски предлог, по мене сум го критикувал неколку пати, беше една пропуштена можност за национален консензус, градење на едно многу важно прашање. За жал се помина за 15 на дена и не се исцрпи дискусијата. За сега да го немаме овој проблем со обезбедување на парламентарно мнозинство за тие исти уставни измени, бидејќи времето беше тогаш. Например, Бугарија ни покажа како треба, бидејќи кај нив се постигна тој национален консензус, дури во толку кратко време, само 4 пратеника гласа против усвојувањето на тој предлог. Сега, кај нас беше потешко, но да не навлегуваме сега во тоа. Но се демонстрира колку е тешко, особено во нашиот контекст, да се постигне национален консензус, а тоа дури и да сме свесни дека е тешко или дека не можеме, барем треба да го напуштиме она делување и размислување дека кој победи на избори, целата власт е негова и дека треба да заборави да разговара со опозицијата или со сите други фактори, вклучително граѓанските организации,